Најпрво да ви се заблагодарам за вашето присуство и интересот за овој стручен состанок организиран од Невромедика. Невромедика, првата приватна поликлиника во Република Македонија, успешно работи повеќе од 23 години. Низ постојаното вложување и напредување на работниот процес придонесува за подобрување на квалитетот на медицинските услуги. Нашата поликлиника, како ретко чист македонски бренд, константно ги зголемува и подобрува своите работни капацитети и особено е посветена на квалитетот на медицинскиот кадар, представува главен извор на доверба во очите на нашите пациенти. Нашата активност на полето на поликлиничката дејност е во Скопје, лоцирана во центар и Влае, Битола, Тетово, Куманово, Штип и Кукуш, Грција, со ординација од општа пракса и специјалисти од сите области. Денес честно е пред вас да ја најдам зградбата на нашата хируршка болница, со што Невромедика ќе прерасне од поликлиника во болница. Е докторите од Невромедика да споделат своето академско, стручно и професионално знаење и искуства со своите колеги. Ова е прв стручен состанок и почеток на многуте кои што ќе следат. Идејата е стручните состаноци на Невромедика да постанат традиција. Новите стручни состаноци планираат да се презентираат сите научни и практични новитети во медицината, да се презентираат нови методи на лекување, нови научни достигнувања и секако ретроспектива на ситуацијата. Инаку стручниот состанок е поддржан и акредитиран од Лекарската комора на Република Македонија со 6 бодови за предавачите и со 4 бодови за слушателите. Благодарам за тоа. Добар ден, почитувани присутни. Добар ден, господин Стефан. Драги предавачи, драги колеги. Јас само она што сакам да денеска уживате во овие 4 теми кои што ги избравме за вас е да се сретнете со секојдневните проблематики, она што секојдневно ние го работиме во нашата пракса. Впрочем, бројките од година до година кажуваат како се движиме во нагорна линија. Значи, како една компарација, минатата година завршивме со преку 140.000 пациенти, оваа година веќе се движиме кон 150.000 пациенти. Така да, секоја година го правиме она кое што сме го зацртали да се движиме во нагорна линија. Така да, веќе поликлиничката пракса не станува претесна и ја почнуваме веќе дојдоа сите дозволи за градба на нашата болница, која што ќе биде врвот на кое што треба да следи понатаму, значи да прераснеме во една клиничка институција која што ќе има сите овие области. Денешните теми се неслучајно избрани, кои што од 4 еминентни доктори, кои што во секојдневната пракса се сликава, и се дел од тимот на 37 лекари кои што работат во моментот во Невромедика, што покажува дека една непознатна бројка на специјалисти претежно се дел од тимот на Невромедика. Јас нема да должам, ова беше назад од агендата, чисто сакам дел од присутните да се обратам. Благодарам на вниманието и уживајте во нашето следење. И стрес, инсомнија, анксиозност, депресија, ќе се обидеме да ви направиме една мала променада, една мала прошетка низ оваа толку интересна и толку секојдневна проблематика, за која Невромедика како здравствена установа ви стои на располагање 24 часа. Не знам како се вика тоа, 24/7 или 24/00. Значи, non-stop сме отворени за сите проблеми што би се јавиле од стресогена патологија. На нашата цивилизација
цивилизација. То бите сигурни дека е така во целиот свет. Што се случува? Значи, самиот тој стрес кај нас секојаш емоцира една емоција непријатна. Нешто што се случува во нас, некако дезеквилибриум, некаква дисхармонија во нашите емоционални или желбени процеси. Нешто во нашата перцепција кон околината е променето. Внатре во нас, нашето биеметр, несвести. Значи, со обични зборови добри, сега не сме добри. Нешто ни недостасува. Некои личности на овие состојби реагираат смирено, го болта, тој това правата акумулација, јас ти зборам по-късно за исходот, а други реагираат бурно, експлозивно и тоа зависи. Професор Четриганов е поприлично различна. Значи, тој не дигна по небесата, во универзумот. Јас секој сум импресиониран кога слушам него. И после долго време, кога камените се први во водата, значи вибрациите продолжуваат и треба време човек да навлезе и да се истовремено и да се смири од цена што професорот најмногу да го каже. Значи, мојата тема, с оглед на тоа што јас како ортопед, значи, е баш едно присоплювање, бидејќи ние колку и пред... Odgovornost da nastupam после едни такви излагања на нашите врвни професорски имења. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека со излагањето ќе го скренам вашето внимание. Целта на денешното излагање е да ви го презентирам нашето искуство во областа на пластичната и реконструктивна хирургија и сите оние можности кои ги нудиме како хируршки услуги во Neuromedik. Ова излагање првенствено наменето е целна група се лекарите од општа пракса, каде што ние ги добиваме нашите пациенти, меѓутоа секако се упатени кон специјализантите и специјалистите од различни области за освежување на нивното знаење и за уште едно потсетување на опциите кои што ги нуди пластична и реконструктивна хирургија во Neuromedik. Успешната приказна на Neuromedik продолжува и понатаму после 23 години од незиното формирање како прва приватна поликлиника во Република. Според дефиницијата, базоцелуларниот карцином е еден од најчестите кожни карциноми. Инциденцијата на овој карцином е некаде околу милионови случаи за година во Соединетите држави. Ултравиолетовата светлина на која се експонира нашата кожа може да резултира во мутација или на ДНА или пак на мутација на одредени гени, како што е протеин 53. Од овие мутации произлегува веројатна трансформација на клетките на кожата, а оваа трансформација потоа води до пролиферација и до појава на карцином. Освен ултравиолетовата светлина која четвртата компонента на овој систем е природниот клетка, што Караѓосова? Да.